Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Сите сме имале прилики, можности кои сме ги пропуштиле. Прилики кога сме изгубиле. Сме знаеле дека нешто било важно, но не сме обрнале доволно внимание. Или можеби сме знаеле дека тоа е нашата мисија во животот и сепак, од некоја причина не сме се нафатиле да ја реализираме. Можеби Господ Бог ни пратил личност во нашиот живот која сме требале да ја сакаме, повеќе да водиме грижа за неа, а тоа не сме го направиле. Или пак не сме се запишале на факултет, не сме исполниле желбата за надградување. Сето тоа се должи на мигови, нешта, луѓе, причини кои не оттргнале од патот, не дефокусирале. Кога ќе погледнеме наназад се запрашуваме: што можев да направам тогаш? Ако изреагирав инаку, сега немаше да биде вака. Ако ја донесев другата одлука, сега ќе беше поинаку. Ако бев подисциплинирана, можев да постигнам повеќе. Ако и простев на таа личност, сега односите ќе беа поинакви. И така натаму. Вакви изјави има безброј. Лесно е да се живее со каење и да се мисли дека нашиот живот е ограничен заради нашите одлуки во минатото. Добрите вести се тоа што Господ Бог ја зема предвид секоја грешка што ќе ја направиме, или нештото не отишло во правилен правец заради други причини. Тој веќе ги има пресметано сите тие мигови, случки, поминати години, сите компромиси кои придонале да не сме онаму каде што треба да бидеме и да го правиме она што треба, односно од нашата судбина. Небесниот Татко е Бог кој дава други шанси, затоа да се охрабриме и со нови сили напред. Јас сум Елена, започнува ново издание на Елиезер. Your power alive in me, so I cannot grow weary, I will not grow faint. Your power alive in me, I will not grow weary, I will not grow faint. Your power alive in me, and I will not grow weary, I will not grow faint. Your power alive in me, and I will not grow weary, I will not grow faint. Your power alive in me. It's your blood that flows through my veins. I'm alive in your resurrection power, and I will not go weary, I will not go faint. Your power alive in me, and I will not go weary, I will not go faint. Your power alive in me. And this isn't some distant fairy tale or make-believe. This is the truth that has set me free. Your resurrection power alive in me. Your resurrection power alive in me. This isn't some distant fairy tale or make-believe. This is my truth, my reality. Your resurrection power alive in me. This is the truth that has set me free. And once we're set free, we can never go back to the chains and the bondage that once held us down. 'Cause we know the freedom that comes with you, and we know the freedom that comes through your truth. And we can never go back to our
the sun has set me free. The sun has set me free, and I'm living in your victory. Небесниот татко е полн со милост, дури кога не заслужуваме. Кога било наша вина. Нашите мисли ќе речат вака: штета, упропасти се, сега нема назад, готово е со тебе. Но небесниот татко настапува со неговата милост и ни вели: не бери гајле, јас те штитам, јас те чувам. Ти давам друга шанса. Друга шанса за да имаш успешна врска со твојот партнер, партнерка. Ти давам друга шанса за да си го оствариш сонот. Следна шанса за да ја оствариш твојата судбина. Не е доцна. Божиот повик за нашиот живот се уште е активен. Тој никогаш не го менува своето мислење. Тој не дисквалификува нас, па зошто ние би си го правеле тоа на самите себе? Нашиот непријател, ѓаволот, е наречен обвинувач. Неговата мисија е што секој ден не подсетува на секоја грешка што сме ја направиле. Тој ужива гледајќи не како сме депресивни, разочарани, бесни, без желба, паднати во состојба на размислување за истите па истите работи. Не тера да мислиме дека не заслужуваме ништо добро. И ќе ни шепне: ти не го заслужуваш Божиот благослов. Тој ти даде, но ти упропасти се. Не успеа, не се потруди доволно. Се оттргна од патот, не успеа да се воздржеш, падна на тестот. Се коцкаше со тоа што ти беше дадено. Не ги искористи талентите што ти ги даде. Не го искористи твојот потенцијал. Не беше фокусиран. Познати ви се овие обвинувања, нели? Да, може би за дел од тоа е во право, но она што не ни го шепнува, не ни го кажува, е дека нашиот небесен татко не сака и ни дава друга шанса. Тој дел нам не ни е познат. Дека Божјата милост е поголема од нашите грешки, дека Бог не се откажува од нас заради тоа што ние сме пропуштиле, сме погрешиле. Тој ни дава друга можност, друга прилика да го покажеме нашиот потенцијал. Ние не сме дефинирани од нашите грешки. Ние не сме нашите грешки. Ние сме она што Бог вели дека сме. Деца на Севишниот Бог. Ние сме подготвувани од нашите грешки. Секоја грешка може да не научи нешто. Да не живееме во кајање, туку да учиме од тоа што ни се случило. Од тоа што сме го поминале. Еве еден пример за тоа. Кога Мојсей ги водеше израелците кон ветената земја, Господ Бог му рече да оди на врвот на планината Синај. Мојсей беше таму 40 дена. Таму Бог му ги даде на Мојсей 10 заповеди напишани на камени плочи. Тоа беше моќен и свет момент. Можеме само да претпоставиме што доживел Мојсей во тој величествен миг. После тоа, Мојсей слегува од планината и се враќа кај својот народ. Но неговиот народ го пречека со обожување на златно теле. Тој ги остави 40 дена, но што најде? Тие се одврати од Господ Саваот и започнаа да слават идол. Штом го виде тоа, толку се разгневи што ги подигна двете камени плочи, нештото толку свето што Бог му го даде, нештото што Бог му го довери, и ги фрли на земја и тие се скршија во ситни парчиња. Господ можеше да рече: Мојсей, јас ти дадов нешто толку свето, единствено, а ти во својот гнев, фрустрација ги фрли. Лесно е да се суди Мојсей.
Како можеше да си дозволи гневот да надвладе и да го уништи нештото што Бог му го дал? Но, колку од нас сме го направиле истото? Сме уништиле некој или нешто што не било доверено? Колку пати сме дозволиле нашиот гнев, фрустрација, гордост да уништат пријателски врски, семејни врски, или во брзина сме направиле нешто непромислено? Или докажувајќи дека сме во право, сме направиле повеќе штета отколку добро? Колку пати сме ја злоупотребиле позицијата што Бог ни ја дал за наши себични цели? Колку од даровите и талентите што ни ги дал сме ги искористиле за исполнување на неговите цели и задачи, да правиме добро, а ние сме правеле грев. Сме фрлиле и сме користеле како што е познато, сме земале здраво за готово. Колку пати сме го игнорирале Господовиот глас, гласот на Светиот Дух, што да правиме, а што не, а ние, сепак, сме останале на патеката на гревот. Да бидеме реални, секој од нас направил пропуст, грешка, грев и не сме го вреднувале она што Бог ни го има дадено. Мојсей беше гневен од тоа што другите луѓе не го правеа она што треба и заради нив допушти да ги скрши бесценетите свети камени плочи. Напати и ние го правиме тоа, заради компромис, заради другите, и ние правиме грешки и грев. Да не дозволиме заради хаосот околу нас да го уништиме она што Бог ни го има доверено. Да го заштитиме нашиот идентитет, нашите дарови, нашите таленти, да го заштитиме она што Бог ни го дал, нашето семејство, нашиот интегритет, нашата светост, нашиот мир. Your glory fills the earth. 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 Лесно е да се живее фрустриран, гневен, во разочараност од се и секого. Тоа е тактика на ѓаволот, за да го уништиме она што Бог ни го дал. Бог можеше да му рече на Мојсей: Мојсей, јас ти дадов толку свето нешто, зарем така ќе се однесуваш кон се што ти давам? Тогаш добро, јас и ти тука завршуваме. Никогаш повеќе нема да ти дадам нешто вредно. Тоа беше и за секогаш. Толку. Но, доколку Бог ни даваше само онолку колку што заслужуваме, Мојсей немаше да продолжи да ги исполнува Божите задачи. Но еве, колку Бог е добар. Мојсей побара прошка од Бог, се помоли за луѓето за направениот компромис, а Бог му рече на Мојсей, како што пишува во Повторени закони 10 глава: Исечи си 2 камени плочи, слични на првите, и дојди при мене на планината, и направи си дрвен ковчег. А јас ти ги напишам на плочите оние зборови што беа на поранешните плочи напишани, а кои ти ги скрши и положи ги во ковчег. И направив ковчег од дрво што не гние, па исеков 2 камени плочи како поранешните и отидов на планината со 2 плочи во рацете. И ги напиша он на плочите како што беше напишано порано, оние 10 заповеди што ви ги кажа Господ на планината среден огнот во денот на собранието. И ми ги предаде Господ. Јас се свртив и слегов од планината и ги положи плочите во ковчегот, што го бев направил, за да бидат тие таму како што ми заповеда Господ. Врз основа на ова, да помислиме на Божјата милост. Колкава е, тој е небесниот татко, е Бог на следната, на другата шанса. Бог ни го вели истото и нам. Ако се качиш повторно на планината, ако почнеш повторно да веруваш, ќе ти дадам се што си изгубил. Тоа што било скршено, ќе го заменам со ново. Да не дозволиме вината и непријатните чувства да не оттргнат од качувањето на планината. Да не дозволиме кајањето да не убеди дека е доцна. Да направиме како Мојсей. Да престанеме со мислите на пораз, вина. Небесниот татко е семоќен Бог.
Не можам ли јас да правам со вас како овој грнчар, зборува Господ. Еве, како глината во грнчаровата рака, и вие сте во мојата рака. Тој ќе обнови се во нас и со нас. Токму заради тоа и неговата милост, да поправи, да обнови се што е скршено. Емотивно, психички, физички, семејно, финансиски, кариерно и така натаму. Тој не се откажува од нас. Ние ако се откажеме од него, тој не се откажува од нас. Исто како тие камени плочи. Луѓето во нашиот живот се свети. Затоа, да не се однесуваме кон нив како да се невредни, обични, дека нема потреба. Секој од нас е свет во очите на небесниот татко. Сите луѓе се непроценлив дар од Бога. Тој ни ги доверил како најскапоцено богатство. Секој човек е создаден според сликата на Бог. Затоа да не се расфрламе со навредливи зборови, зборови на подценување, зборови кои ги повредуваат другите, за да се чувствуваат невредни. Да ги употребуваме зборовите за да ги подигнеме другите, да ги охрабриме, да ги унапредуваме, а не да ги уназадуваме. Штом знаеме дека нештото е свето, нели му посветуваме повеќе внимание, го почитуваме? Зарем не е така? Истото важи за секое живо битие. Прашањето е: кој од нас ќе искористи шансата што ни ја дава небесниот татко? Не е доцна, тој не чека. Ја следевте емисијата Елиезер, автор и водител Елена Ѓорѓиевска Костадиновиќ, под покровителство на и во соработка со Господ Исус Христос и Господ Свети Дух. Eliezer